Второто општинско училиште Наум Наумовски Борче оваа година, како и всушност претходните, навистина има многу активности. Една од тие активности е учеството во Еразмус плюс програмата, во која што имате соработка со неколку држави од регионот, преку која соработка воспоставувате и пријателства, но секако и најважно децата учат, а и професорите учат. Да. Што е она што овој проект во кој што сте дел и сте два пати домајчини представува за вас како училиште? Прво ви благодарам на одвоеното време да ги рекламирате активностите кои што се случуваат во ова наше мало, меѓутоа многу темпераментно училиште. Нам ни е огромно задоволство да бидеме по втор пат домајќини на проект од Еразмус плюс програмата. Сето тоа е благодарение на невладината организација од Битола, Македонско-бугарско пријателство, и целта е да ги зближат народите од 4 држави. За нас е огромно искуство затоа што се одвива во 4 фази со различни теми. Ако претходниот пат, проектот наречен Бизнис и креативност, опфаќаше активности од областа на бизнисот, иновациите, потоа имавме од областа на угостителскиот сектор, сега веќе имаме од областа на екологијата. За Крушево е посебно важно да има активности од областа на екологијата, затоа што пред се сакаме да го зачуваме она што природата му го подарила на Крушево. Вчерашниот ден протече со презентации на гостите од земјите учеснички, што нивните градови од кои доаѓаат, што тие сработиле од областа на екологијата. Секако и ние си имавме своја презентација. Денешниот ден беше посветен на готвење на некој традиционален рецепт, кој што е најблизок до еколошките стандарди, да речам, па приготвува мармалад од сливи. Утрешниот ден ќе биде во знакот на зеленилото. Ќе засадуваме растенија, мислам тука на дрвја и на цвеќиња. И во четврток ја имаме традиционално, ја одбележуваме акцијата Ден без автомобили, кога заедно со гостите, сите ученици, сите вработени од нашето училиште, ќе се движат низ градот со порака автомобилите да ги оставиме малку на мир. Рековме дека се уфатени 4 држави, Да. И тоа не е случајно, пошто Крушево ја представува Македонија во овој проект и верувам дека воспоставивте навистина блиски врски и контакти и пријателства и соработка со тие училишта со кои што сте дел од овој проект, но пошто Крушево е препознатливо, кога се среќавате на овие денови на мобилност во рамките на Еразмус плюс програмата, кога ќе ве видат вас крушевчани, што е асоциација? Според нивните кажувања, во текот на вчерашниот ден имавме прилика да се дружиме повеќе така слободно. Според нивните кажувања, Крушево навистина заслужува да биде дел од вакви проекти. Зошто? Прво, плени со природата и она кое што тие го потенцираат, чистиот воздух. Второ, со тоа што е многу мало градче, меѓутоа со многу обележја, историски обележја. И навистина им е задоволство да ги посетат културно-историските споменици низ градот. И трето, велат дека сме многу гостолюбиви и дека им е задоволство да ни видат гости. Секако би сакале да не имаат и нас за гости, има прилика и сега следи последната фаза од проектот, гостувањето во Турција, кое што ги радува нашите ученици посебно. Оно што сакам да го прашам е периодов, а особено за време на пандемијата, Да. одредени занимања дојдоа до израз, Така. меѓу кои и готвењето, готварскиот занает, готварската професија, колку тоа се преслика во училиштето, во смисла на интересот на учениците да го посетуваат ова училиште, но и не само тоа, туку и заради активностите што вие како училиште ги преземате и учествувате на бројни надпревари и навистина сте препознатливи барем во Македонија во однос на стручните училишта по успесите што ги постигнуваат. Така. За жал, она кое што ние го правиме за да го
прикажиме нашето училиште во вистинско светло, преку кое учениците би се запишувале тука, а секако во наш интерес да имаме што е можно повеќе ученици, по се изгледа не е доволно. Гледано од друг аспект, навистина за толку мал број на ученици и вработени, активностите се во голема мера застапени. Учествуваме на бројни надпревари во регионот. Веќе традиционално во Хрватска учествуваме повеќе од 10 години, иако на почеток таму учество земаа сите угостителски училишта од Македонија, во моментов сме единствени учесници. Се прошируваме. Од оваа година учествуваме и во Белград на фестивал кој што е наречен Чувари на огништето и каде ние имавме задоволство да ја представиме македонската кујна. Секако се задржавме, посебен акцент ставивме на Крушевското поднебје, меѓутоа таму се вееше нашето знаме. Зедовме учество и во Бугарија. Таму се подготвуваше пилешка чорба и повторно ќе речам единствени представници од Македонија. Учениците се вратија со феноменални впечатоци, дека биле примени многу топло од гостите, дека се разбудил интерес, мислам од домаќините, се разбудил интерес кај домаќините за нас и како држава и како училиште. Гостувале во бројни емисии на тамошните држави и мислам дека правиме многу повеќе од што било кое друго училиште тоа го прави. Меѓутоа изјавава ја почнав со за жал. Зошто за жал? Учениците се свесни што добиваат дури после првата година од нивното образование. На почетокот се соочуваат со проблем пред се патувањето. Мора да почнат да станат многу рано, за да почнат тука од 7:30. Временските прилики кај нас се посурови, постудено, мачно име и се откажуваат. Оние кои што останале упорни, со задоволство го рекламираат нашето училиште во времето кога вршиме промоција. Велат дека нудиме ретка можност да се прошетаат, ретка можност да се стекнат со стручњаци од областа на кулинарството и ретка можност да ги развиваат своите афинитети и да ги откријат своите скриени таленти. Имаме доказ дека навистина вадиме таленти во ова училиште, со тоа што излегле врвни готвачи од нашето училиште, зборувам за години наназад, за овие скорешните години, допрва треба да видиме дали ќе се покажат нашите ученици како врвни готвачи. Нема да престаниме да ги праќаме учениците на надпревари во регионов, па се надеваме и пошироко. И нема да престаниме да се надеваме дека сепак наредна година ќе имаме поголем број на ученици. Денеска по втор пат Крушево или Наум Наумовски Борче, средното општинско училиште во Крушево, е домаќин на гостите од Романија, од Турција и од Бугарија. Вие сте дел од еден проект кој што навистина има повеќе активности. Кажете ни поконкретно од кога започна овој проект, од Erasmus Plus програмата, што содржи и што се активностите во текот на денешниот ден и утрешниот ден. Така. Значи Крушево, тоест Наум Наумовски Борче, нашето училиште, скоро пред 2 години некаде го добивме заедничкиот проект преку познатата Erasmus Plus програма, с мобилност, значи на ученици, на професори, со различни теми на мобилноста во конкретната држава. Вклучени во овој проект беа 5 држави: Македонија, Бугарија, Романија, Турција и Украина. Кога бидејќи ковид многу нешта ги одложи и ги промени, така да и начинот на кој што требаше да се одвива нашиот проект се забави на некој начин, а со тоа се повлече и војната во Украина, така да украинците веќе не можеа да ни учествуваат во мобилностите. Што значи, активностите се одржаа во Бугарија, се одржаа во Романија, и она што требаше да биде за Македонија беше летниот период кога вие исто бевте присутни, кога имавме традиционална храна
наша македонска и традиционална храна на Романија, Бугарија и Турција. При што, покрај презентацијата на сопствените традиционални јадења, имаше и учење, тренинг за секоја држава да научи дел од јадењата од државата која учествува и да тоа го направи како за домашна задача, со што тие активности што тие ги правеа во своите држави со презентација на храна од другите држави, како видеа се прикачуваа на YouTube страна. Ова што денес се случува тука е активноста која требаше да биде во Украина, која рековме за жал не може да се одржи и заради целосно комплетирање на проектот Националната агенција одлучи тоа да го додели да биде во нашиот град, како еден од најубавите градови еко, да речам град. Претенција е да бидеме ние еко град, бидејќи активностите во Украина беа планирани токму еко активности. Во тој дел ние во склопот на тоа имавме еко акции, чистење на градот, имаме правење денес, кога сте и вие присутни, еко мармалад со еко продукти кои што тука виреат на нашево подрачје и ја имаме познат во среда фактички утре го имаме засадување на дрвца, бидејќи секоја држава доаѓајќи донесе по 3 до 5 примероци дрвца и цвеќиња од сопствената држава. Со тоа сакаме да оставиме трајно нешто и на секоја саксија ќе биде запишано името од каде потекнува дрвцето. Се надеваме дека добро ќе виријат и нема да се уништат. Ете еден знак на пријателство со што мислиме дека на тој начин ќе се одржуваат контактите и понатаму, бидејќи проектите не се само за да заврши активноста и повеќе да немаме нови заеднички соработки. Целта е со сите овие држави понатаму да продолжиме со нови проекти, нови соработки, а во четврток е денот без автомобили, светскиот ден без автомобили, така да нашето училиште традиционално уназад годините, на тој ден ние имаме точаци, ролери, тротинети, пешки, движење низ градот, улиците се затворени и на тој начин оддаваме, да речам на некој начин, помош кон природата, барем еден час да не движат автомобили. Тоа би било многу добро доколку на тој светски ден без автомобили, секој град би можел барем по еден час да го запри движењето на автомобилите. Замислете во Македонија колку воздухот би се прочистил за тој еден час и колку сепак тоа би било позитивно за сите градови. Барем еден час без автомобили, да нема движење. Така да мислам дека овие проекти се од клучно значење за училиштата, бидејќи на тој начин ние сакаме да им укажеме на сите оние кои сакат и да се запишат во нашето училиште, дека покрај тоа што ги добиваат угостителското образование, гимназиското образование, тие добиваат и многу повеќе животни вештини, учат, се присутни на места каде што нормално приватно тешко би можеле да бидат и да учествуваат. Тоа е од прилика за овој проект. Во однос на проектот беше напоменато дека има две цели, а тоа е заштита на природата, односно подигање на свеста за екологијата, но исто така и бизнис креативноста. Еден од учениците од Романија напомена дека се пронајде многу заради тоа што можеби идното свое занимање ќе го посвети токму на секторот угостителство, каде се пронајде како готвач. Верувам дека дел и од вашите ученици веќе размислуваат како да продолжат понатаму, а можеби тоа и поттикна претходниот саем кога беше овде во Крушево, а уште повеќе она што ќе се случува во Турција, бидејќи дел од гостите напоменаа дека во Турција ќе има неколку сектори што ќе бидат офатени од таа бизнис креативност. Точно. Во тој дел сакам да спомнам, како што спомна нашиот пријател од Романија, точно подигањето на екосвеста е првично. И ние и го прифативме, ја прифативме реализацијата токму на она што требаше да биде во Украина, бидејќи сите наставници во Македонија во своите наставни програми имаат задолжително реализирање на екоактивности. Голем дел од наставниците се вклучија за реализирање на овие екоактивности и многу од гостите беа присутни на часовите, така да заеднички изработуваа екопораки, изработуваа ековазни и различни други продукти од кои што ние имаме многу убави видеа и се презадоволни од начинот како може заеднички да се работат
екопродукти, а и тоа да се испрати како порака, бидејќи најзначајно од се е зачувување на природата и подигање на свеста. Денес мармаладот ќе биде стерилизиран и секоја држава ќе си понеси примерок. Одлично. И секако во фокусот е и почитувањето на различностите меѓу сите овие култури и народи. Би запрашала лично, сигурно имате и пријателства, колку тоа значи во рамките на овој проект? Так. Пријателствата се многу значајни и многу битни. Ние живееме во држава во која што сме постојано бомбардирани, нели, со политички пораки, но доколку тоа успееме сите ние да го тргнеме надвор, ние ќе имаме многу добра соработка со сите држави, со сите соседни држави и никогаш нема да се доведеме во прашање дали треба да соработуваме или не. Ние бевме и Романија, бевме и Бугарија, сега спомнавте и вие, значи одиме и во Турција, е тоа последната мобилност, каде што исто ќе размениме многу искуства, таму активностите ќе бидат во делот на уметност, цртање под вода, значи некои нови техники кои ние не ги знаеме, не сме ги работиле, што значи се што е ново и се што е различно треба да биде добре дојдено. Само така можеме да одиме напред, да се градиме и како учениците да ги градиме како идни академски граѓани, а ние како држава да одиме, нели, напред. Јас сум Амбану Тандуан, доаѓам од Самсун, Турција и сум професорка по англиски. Тука сме за Erasmus Plus проектот Business Creativity. Ова е трет пат како сме тука како дел од проектот наменет за тренинг на наставниците, кој што е наречен Еко живот, посветен на тоа како повеќе зеленило, како повеќе живот може да се внесе во средината, како да се зачуваат енергетските ресурси, како да се зачува животната околина. Што тоа значи практично, на каков начин ќе го демонстрирате тоа овде, бидејќи групата подготвува джем. Денеска овде сме за подготовка на органски джем, мармалад, и ова е дел од нашата еко-програма и ние учиме како да подготвуваме джем. Од Турција дојдовме 5 професори. Кажете ни повеќе за вашето училиште, од каде што доаѓате. Нашето училиште е академско училиште фокусирано на интернационални, национални и локални проекти, така што е училиште насочено на проекти. Учениците во нашето училиште можат да се запишат откако ќе обезбедат одредени поени од државниот испит. Ние сме фокусирани на проекти посебно интернационални, како што е Erasmus Plus програмата. Рековте дека овој проект е за екологијата. Вие ќе подготвувате еколошки јадења, кое е значењето на тоа за учениците и за граѓаните воопшто. Знаете, остатоците од храна, отпадот од храната е голем проблем. Тоа е големо прашање со кое што се соочува земјата денес. Ние помагаме на учениците да им ги подобриме вештините за подготовка на храна и да помогнеме со тоа за еден позелен свет. Знаете, отпадот од храна е голем проблем денес и ние ги учиме учениците да подготвуваат сами за себе храна, да подготвуваат органска храна и да помогнеме во заштита на околината. Кое е следното ниво од овој проект? Следното ниво од проектот е турската мобилност. Групи од 35 луѓе ќе дојдат во Турција од Македонија, Бугарија и Романија. Ние ќе имаме активности во Турција специјално дизајнирани. Ова е последна активност во рамките на проектот. Активностите кои што ги дизајниравме се уметности и рачни изработки. Ќе ја презентираме и така наречената ебру уметност, која се работи со мермер. Ќе дизајнираме наши марамчиња. Ќе имаме уметнички работилници. Ќе имаме исто така и тимбилдинг, зајакнување на работењето во групи, културолошки посети во регионот, а исто така ќе имаме и модна ревија, која што ја нарековме облеката низ времето. Кое е вашето мислење во врска со проектот генерално, колку им помага на учениците? Проектот е за да се подобрат вештините на учениците за нивната кариера, да им се даде на учениците шанси да можат да имаат своји бизниси,
Ние преку овој проект им помагаме да се пронајдат во нивното занимање, да основаат своји бизниси и ние ги водиме по патеката до нивната кариера. Hello, my name is Sole Valentin. Јас се викам Соле Валентин. Доаѓам од Романија. За мене ова е прв пат да дојдам тука во Македонија, во Крушево. Многу ми се допаднаа луѓето, многу се љубезни, храната е прекрасна. Што се однесува до проектната активност е да се подобри интересот на луѓето за планетата Земја, за екологијата, да се заштити планетата. Во врска со Крушево, спомна дека градот ти се допадна многу. Што посебно можеш да истакнеш? Крушево е прекрасен планински град. Се спријателив со моите врсници овде, како и со професорите како што е Бријана, која што предава во средното училиште. Рече дека си прв пат во Македонија, носи дел од проектот од самиот почеток. Следна активност е посетата на Турција. Што очекуваш да научиш од овој проект? Прво очекувам да бидам подобра личност, да бидам повнимателен со околината, со планетата, да ја заштитам планетата, бидејќи ние сме овде сите заедно и така треба заедно да се грижиме за неја. Планетата ќе биде за секогаш тука, но ние ќе бидеме само кратко време. Кажи ни повеќе за твоето училиште. Дали е специализирано за некои сектори или станува збор за гимназиско образование? Моето училиште е Универзитетот на Букурешт, а се изучуваат повеќе сектори како што е медицина, технологија, економија. Училиштето е едно од најдобрите во Романија и е добро познато и признато во Европа, така што по завршувањето може да се вработите било каде во Европа. Во кој сектор е твоето образование? Јас сум студент на IT технологија и економија. Тоа значи дека можеби ќе започнеш свој бизнис. Да, би сакал да започнам мој бизнис, иако мислам дека претходно е подобро да работам во некоја компанија за да стекнем одредено искуство. Здравейте, Јас сум Димитар Димитров од Бугарија, од градот Горна Раховица во близина на Трново, која што е старата престолнина на Бугарија. Втор пат сме во Крушево. Создадовме едно големо пријателство со колегите од Крушево и од Битола и со колегите од училиштето Наум Наумовски Борче, со кои имаме многу добри контакти за соработка. Тие претходно ни беа гости во Бугарија на еден празник од едно наше село каде што правевме кокошкина чорба. Се пласираа на второ место. Децата се навистина прекрасни. Традицијата ќе ја продолжиме, бидејќи за 20 дена сме повторно во Турција пак, заедно со деца од Македонија, Романија и Бугарија. Требаше да се вклучи и Украина, но заради војната тие отпаднаа. Рим, след 20 дни сме в Турција, пак отново с деца од Българија, Румънија и Македонија. За съжаление, трябваше да се включи Украина, но заради војната украинците отпаднаха. Вие сте представник на невладина организација или на училиште? Не. Нашата невладина организација се вика Алфа Клуб. Се занимаваме со социјални дејности, имаме околу 60 членови и претежно работиме во сферата на социјалните услуги, но работиме и проекти. Работиме в сферата на социјалните услуги, но работиме и проекти.
Вие имавте предходниот пат и ученици од едно училиште од градот од каде што Да, доаѓате? имахме Да, минатиот пат имавме ученици од електротехничкото училиште од Горна Раховица. Тие беа вклучени затоа што во проектот е предвидено изработка на интернет страна. Учениците го подготвија сајтот и сега е поставена веб страната. работи. Спомнавте дека многу е важно да се чуваат традициите и тоа вие го правите низ дејностите, активностите кои што ги имате со невладината организација. Овој проект во кој што учествувате, дали тоа го прави? Дали се зачувуваат традициите на ваков начин? Да, задолжително треба да се чуваат традициите. Ние сакаме да ги научиме децата да се грижат за традициите во нашите држави. Предходниот пат, кога бевме во Крушево, ние готвевме традиционална храна. Еве и денес подготвуваме традиционален рецепт. На децата треба да им се појасни да ги чуваат традициите за чистата животна средина. Рековте дека создадовте многу пријателства. Дали тоа значи дека со животот тука на Балканот и пошироко веќе има навистина вредност голема? Да, Независно од политиката си е политика, но пријателството си е пријателство. Дружењето за луѓето е од големо значење. Денеска заминувате малку и на прошетка низ Македонија, колку што разбравме. Каде кои места ќе ги посетите? Ами за нас бугарите. За нас бугарите Свети Наум е свето место и ќе го посетиме Свети Наум, градот Охрид, а утре продолжуваме тука со активностите. Продолжаваме утре. Денеска ќе се посветувате исто така на подготовка на мармалад. Денеска го подготвуваме мармаладот од утринава. Со многу љубов тоа го правиме и ќе биде многу убав. Традиција ли е во Бугарија да се прави мармалад ваков на овој начин како што денеска ќе подготвувате? Да, во Бугарија е традиција да се прави мармалад. Се конзервира сладко, компоти, бидејќи секое семејство во есен се подготвува за зимата. Ова е мармалад од сливи и од круши. Тоа се приготуваше околу 3 часа. Во него се става круши, сливи и шеќер. На 1 кило сливи се става 300 грама шеќер. Тоа се прави на слоеви. Еден ред сливи, еден ред шеќер. Се правеше во бакарен казан на крушевски начин. Сега ќе го оставиме треба да се подизглади и потоа ќе го оставиме во тегли кои ќе ги украсуваме потоа на наш начин. Според логото на училиштето и за што правиме акцијата. Дали имаш ти пробано достига, дали твојата баба или мајка правела ваков мармалад и ти се допаѓа ли овој мармалад? Па ми се допаѓа и ја. Баба ми не е од тука од Албанија, не знаеме, а мајка ми прави понакогаш. Зашто се употребува, освен за повеќе кога на сабајле ни е убаво па со млекце или со чајче да јадеме ваков мармалад, се става ли во нешто друго, бидејќи ти си готвач? Се става ли овој мармалад во одредени торти, пити кои се прават? Се става во пити, во торти, во некакви благи, кифлина, така. Колку вкупно време е потребно за да се подготви една доза ваков мармалад, заедно со конзервирањето кое што понатаму нели ставање во тегли и така? Па приготувањето, готвењето е 3 часа, и уште 1 час, час и пол за да се дозаврши процесот, да се стават во тегли и така. Зашто ќе се користи после овој мармалад? Дали ќе бидат почестени учениците и гостите? Ќе има ли нешто за да остане во зима? Па ќе има, ќе ги почестиме и другото би ми го дали на гостите да пробат да се однесат дома.